Последниве денови се позачестени се реакциите од група граѓани за нерационалното користење на спортската сала во Основното училиште Никола Карев во Кочани. За овие забелешки на граѓаните еве што вели директорот Андов. За граѓаните на Кочани тоа беше табу тема. Од нејзиното започнување до нејзиното реализирање, ние првиот чекор го направивме како училиште, значи воспитно-образовниот дел е запазен. Значи, за да обслужува еден толков голем проект, треба да има и технички персонал. Ние мачеме за време на тие 12 часа, едноставно да одржуваме таа спортска сала. А од 20 часот до 24 можеме да издаваме со одредени договори. Значи, сите работи од нејзиното отварање до ден денеска, значи, во таа училишна спортска сала многу активности помина. Спортската сала во Основното училиште Никола Карев по часовите може да ја користат спортисти и спортски екипи од општината за кои е и наменета. И мојот апел и на градоначалникот апел беше доколку има заинтересирани страни, луѓе кои сакат да го развијат или да го вратат онесеј на незаборавените мали спортови, почнувајќи кошарката, одбојката, се добродојдени. И јас како директор и членовите на училишниот одбор и ние како училиште сите тие активности ќе ги поддржуваме и за тие да ден денеска немаме земено никаква надокнада. Значи, за да се земе надокнада, треба да имаш предуслови, треба да ја даеш на граѓаните кои сакат да се рекреират, значи тоа е после од 20 часот до 24 часот. Ако тргнеме од енергетска согласност, од одржувањето на објектот, јас не можам да издавам на кој како ќе сака да може да ја користи таа училишна спортска сала.